за микроциклус 1, микроциклус 2. Сега ќе го видиме. Например, еве, ја овде гледам, ти го снимам, може да го видиш. Овде гледам дека имаш дескриптивна за... Не, ова уствари не ни треба, ова се твоите основни податоци. Добро. Ова е дескриптивна анализа. Предпоставувам дека да, се пише микроциклус 1, се пише Да. микроциклус 2. Одлично. Се е сликовито. Да, супер. Овде, например, можеш да му направиш некој мерч, пошто ова се однесува на скјунисот, се однесува на двете, значи мерч, така гледаш кај му правам мерч. Да. Еве го овде и сега ќе го, не знам, ќе го средам некако, ама тоа се више улепшавање. Овие работи мене ми се најкејф, кога ќе средам и се седнам со кејф ги Шминкање. Да, шминкање, така да ова ќе ги решиш, еве овде му става гледаш у средина да биде. Неше така Да. и тоа е тоа. Валиден, ова не знам што ти е валиден, не ти треба. Да, ова валиден уствари ти е ова исто, да знаеш. Так го дава профе. Не се оставил Добре. ништо. Ништо, ова го бришеш, го изфрлаш од табелава, не ти треба. Или после кога ќе ја зимаш во Word табелата, а и тоа ќе го објасниме, взимаш од овде копи, идеш у Word, ќе видиме овде у Word, еве го Word, ја обично му правам десен клик, имам Paste Special и му го давам PDF. Кога му давам PDF, после можам да играм табелава, гледаш како? Автоматски се менја. Супер. Па ја имам чекај се. проблем. Значи, од SPSS не се става табелата директно у Word. Мора првено у Excel, па после у Word. Да, затоа Excelов све ставаш овде у Excel, па после и ти најверојатно не ни доби вака можда. Можда беше и на друг начин или не. Да, у SPSS е посликовито и поубаво, а у Word е катастрофално. Да, ама вака ја доби или ја доби на друг начин? Не, у Word многу полошо. Не у Word, у SPSS како ја доби? На друг начин. И го имам и тоа, ето. Ако можам да ти го покажам и тоа. Ај, покажи ми го, направи шер да видим. Или директно може да го види. Ако сакаш можеш доле скрин шер направи, оди на десктоп и ти ми го покажеш. Успеваш нешто? Гледат што правам, нели, директно или не? Не гледам, мораш шер да направиш. Аха. Доле на зеленото стисни. Има зелено доле? Иди на десктоп, после му обележи го. Сега спушти ова, дај ми го SPSS. Тој. Ево, дескриптивна микроциклус 1. Да, добро, окей, така ги да водим, од се подали да видим. Добро, оди подали. Гледаш овде дескриптивно на друг начин ги дава. Ја мислам дека од овде си ги вадил, ова е покомплицирано, ама може и ова да се среди. Ке ти ја објаснам понатаму, лесно. Да не мора да ги влече сам. Окей. Добро. Ева тест за нормалност. Не, добро. Ај се враќаме кај мене. Јасно ми, окей. Окей, значи имаш микроциклус 1, микроциклус 2. Имаш ова е тест за нормалност на микроциклус 1, на микроциклус 2. Овде ти е јасно? Кога е статистички значајно, тогаш не е нормално. Така? Обратно е овде отколку ке те тест. Мислам, таа е логиката. Барем мене ми обратно. Значи, овие се нормално дистрибуирани, овие две
ова е нормално дистрибуирано, ова е нормално дистрибуирано. Не се нормално дистрибуирани ова, Од И- 0,05. да, и ови, еве ги, црвените не се нормално дистрибуирани. Ама како и да е, не е оправдано да се работи статистика за која што поддржува нормална дистрибуција, например, а новата не е оправдано да се работи тука. Но тоа ќе го понатаму на следниот час, овој следниот предлог. Океј. Ќе сработиме не параметарски и параметарска. Ова е параметарска, значи кога е добро дистрибуирана, а не параметарска статистика. Наместо нова класична се користи Фридмана нова или некои такви, кои што истиот принцип, ама од друга математика ги решава. И мене не ме интересира, ја не знам што правим позадина. Важно знам принципот дека ако не се нормално дистрибуирани, тогаш не може да користиме обична нова. Може да користиме ТТ за мали примероци, тој предпоставува дека не се нормално дистрибуирани, или непараметарска анова да користиме. Така да ова си окей, ова си окей, има 4 табели, има simple, да, paired simple тест, одлично. Тоа е тоа, од овде знаеш да констатираш. Па, Дали- да, сега само за кратко. Значи, на продавањето кога можеме да го направиме тестот е Мгм. само по логика моја, само заради тоа што за да направиме тест, мора метриките да ги ставиме хоризонтално у варијабли за да може да направите тест. Ако се ставени у колони, нели кај што ни беа нас, микроциклус 1 и микроциклус 2 у колони, едно врз друго или едно по друго, под друго, извини, значи тогаш не може да направите тест. Мора да бидат у варијабли. Браво, еве, ме научи ти нешто, видиш? Одлично, одлично. Ја не сум го користел SPSS, така да супер. И мене ми беше финтата дека може да со таа варијаблата што ја креиравме да биде онаа кеци двојка, да одбереме која група, ама гледаш не дава изгледа. Не дава, не. Само Така вака да мора да се у хоризонтала, значи по Одлично. варијабли. Одлично, ова ќе избрифираме и Леонора кога ќе се јави. Супер. Значи, од овде што заклучуваме? Дека се исти микроциклусите или не се исти? Не се. Дали постои статистички значајна разлика помеѓу микроциклусите или не постои? Постоje. Каде постои? У кое постои? Аха, чекај. У ова може да постои. Да. У ова, добро. У друго некој постои? 0,06 у deceleration. Па 0,06 е поголемо или помало од 0,05? Да, сори. Ако, ова, и јас се бунам. Знаеш колку сум ги грешил. Чекај, па кај беше, што беше? Што значи овде може да заклучиме дека единствено Само нешто што... acceleration. Да. И сега, како ќе го кажеш ти ова, со своји зборови? Дека постоje значителна разлика само во забрзување, во метриката за брзување. Значителна разлика помеѓу двата микроциклуси, статистички значајна разлика, така се вика, Да, помеѓу да. двата циклуси постои само во acceleration. Во другите тестови не постои. Не постоje. Okay. Сега, зошто М. постоje у забрзување у acceleration, тоа не знам, треба да ме научи. Не знам ни јас, затоа што не знам што ако знаеше што работеле у првиот микроциклус, што тренирале и што тренирале у Јасно. вториот микроциклус, тогаш ќе можеш ли да извлечеш некој заклучок? Па да Па, кажеш мора. дека може би, овде што гледам, акцелерации, да сега се враќаме назад, акцелерациите, средна вредност на акцелерации во првиот микроциклус, мин е ова, 20, не е ова, него извини. Ова 52, а овде средна вредност на акцелерација 44,95. мин е 59. И сега, каде имале поише забрзувања во првиот или во вториот микроциклус? Како група си бе? Чек, професор, извини. Значи, тука е одма десно тоа, 44,95. Да, грешка, извини, да. Добро, супер. Океј, еве ги, 44 у првиот микроциклус, 50 во вториот. Има статистички значајна разлика. Има статистички значајна разлика и има подобрување во вториот микроциклус успоредба со првиот. Сега, дали е подобрување?
Па подобрување. Или, ама можда не работеле програма, можда е одбрани такви тренинзи да бидат поинтензивни. Океј. Се у моментов тоа не знаеме. А ако е Да. работа на некоја програма, тогаш да, пази, ова се малку уникатен. Значи, немаме една временска точка, него имаме 7 дена како временска точка и првиот микроциклус е 7 дена како временска точка, малце покомплициран. Али идејата е дека ти ќе ги добиеш овие резултати, кај се Јасно. овде, дека ти уствари тоа што го заклучи си го положил испитот. Само треба да го ставиш ова во текст, за да ти добиеш на искуство да го изформираш текст. Значи, во сето што го дискутираме, ја треба сега да го ставам у дискусија и у заклучок. Точно. И сега, што можеш во дискусијата да ставиш? Дека изработена е дескриптивна анализа, еве овде. Изработена е дескриптивна анализа за првиот микроциклус и у заграда пишуваш табела бројот. Од тука може да се види дека се добие дека например скјунис куртози се нормални или не се нормални за некој од бери ги кажи. Другова не мора да го коментираш. Добро. Пичаме понатаму како се коментира. Исто така е направена дескриптивна анализа за вториот микроциклус и добиваме дека нека скјунис куртози се окей. Ако сакаш да одбереш нешто, кажеш дека може да видиме дека total distance најмногу се покажала, например, тука, за не знам, карикирам, може да не е баш така. Да, еве, вика дека е покажано овде. Значи, да издвоиш некои податоци, може тука да се направи процент помеѓу овој и значи помеѓу овој дистанц овде и овој дистанц, ама не мора. Значи прво правиш дескриптивна анализа, после за да преминеме кон статистичка обработка на податоци, ни се битни да провериме дали податоците се нормално дистрибуирани и правиме покрај скјунис куртозис горе, правиме Колмогоров Смирнов и Шапиро Вилкс. Констатираме дека податоците не се нормално дистрибуирани, сите. Овде ќе да видиме, овде се сите нормално дистрибуирани, сем оваја, ако идеме на ниво за 0,05, може да биде поригорозно ниво, кој што е 0,01. Јасно. Ама ние ќе го земеме 0,05. Значи, овие две се нормално дистрибуирани, не се нормално дистрибуирани, овие другиве се нормално дистрибуирани. И сега, фактички може, например, овие од овде да ги трнеме, двеве, овие од овде, ако сакаш да ги трнеме, и овие од овде ги трнеме, тие што ќе останат, ќе мора и од овде уште една да трнеме, која ни доаѓа total distance, sprint, и тогаш може да направиме анова, затоа што овде ни покажува дека се овие другиве нормално дистрибуирани. Значи, Така. за нова мора да сите да имат нормална дистрибуција. Точно, и мора податоците да бидат со поголем број на податоци, например, над 40, 50, 60 испитани. А вака нели може? Па, да имаме мал број на испитаници, тоа е повезано со варијабилноста на податоците. Значи, имаме мала варијанса. Варијансава не се е случила, ама имаме значи, различноста на податоците, распределувањето и све е мала и он не може да... Значи, замисли сега, ти напишеш текст од една страна и некој напише текст од 10 страни. Кој дава поише информација? Јасно. Тој е од 10 страни. Истото и се податоци. Ама, бидејќи ние овде сега нова е направите, не е битно, значи постапката беше идеш дескриптивна, проверуваш нормалност и овде бидејќи дел од нив се нормални, дел не се и плюс се мал број на испитаници, ние ќе си направиме тест. Тоа е најоправдано. Океј. Профе, Идеш на нова, извини, само вака ќе упаѓам. Нова one way нели е за помал број на метрики и испитаници? One way анова ти е кога имаш иста група на испитаници овде, како што е, ама мора да се погодат овие assumption, како се вика, да се погодат овие предпоставки дека е нормално дистрибуирано и дека е поголем број на испитаници. Аха. Значи тоа мора да се погоди. Сега гледај, овде имаме едноставен пример, кој што мојот обичен тепе, затоа што имаме две временски точки. Ако ставевме трета временска точка, онда ќе идевме да бараме дали можеме анова или не можеме. Ама пак ти кажам, и да не можеме параметарска анова, класична, ќе одиме со Фридманова анова. Таа е за мал број, јас докторатот го правев со 3 групи од по 7 испитаници.
Немаше шанса нова обично се прави, мора да се прави спридна нова, без разлика дали податоците беа добро дистрибуирани или не. Беа супер одлично дистрибуирани, ама мене не ми дозволува, мислам, етиката не дозволува во статистика да употребиш нешто што не е окей. Така да оди со мала група на и тогаш имаме да правам 1000 тестови, да се прави флипа нова со пост-хок тест. Сега, значи ти до овде си ја завршил семинарската, супер што има ставено нова, можеш да кажеш за едукативни цели направена е една анова, и тоа што би требало да ги покажат истите податоци е баш да видиме. За дистанс, значено ниво ми дава 0,2, ако ги обично да знаеш, се намалуваат овие вредности сите што се на 2 децимали. На 2 децимали се намалуваат, за да може да биде по-прегледна евлешна, не сметаше за да можем да ја видам. Знам, можем тоа да го направам и у SPSS. Можеш да го наместиш. И првото ми вика статистички значено дека е 0. Второ ми вика тука се негде блиско, ама покажува некоја различност, затоа што новата се зима некоја друга комбинација на калкулација на нештата. И тоа ми беше питање заради тоа што ја од Сабајле баш тоа сакав да го споредам и гледам дека малку има некоја разлика. И мислев дека имам негде направено грешка. Не си направил очигледно грешка, овде кога што гледам еве го 0,02, никаде нема тука се негде нали има некоја мала разлика. Да, и затоа викам што ќе одбереш како метод. Ја на пример сега ова не би го одбрале. Ова не важи. Ќе одиме со тетес и на него ќе му веруваме. И сега се прават грешки и вика го одбира, а новата ја одбира, не ги зема во предвид нормалноста на податоците и малата група на податоци, он вика нема ни еден статистички значајна разлика. Тоа е до етиката на изнаењето на истражувачи. И сега, и ја не знам секогаш, читам, правам, гледам и на крај одлучувам и викам одбрано е тоа заради ова, ова и ова и добиени се тие податоци и крај, јас стојам позади тоа. Океј? Те консултираат нешто? Да, сопругата е тука, обавезно. Она ми е туто. Добре, одлично, поздрав. Ако има нешто прашање, кажи. Да не се препишеш за нова да се. Не. Дали треба нова да се работи, ме прашуваат. Не. Види, викам ова со тете се решава кога имаме ваков примерок. Ако имахме уште една временска точка, онда ќе направиме нова дефинитивно некоја, ќе видиме која, за да не правиме многу тестови. Ама 550 добар, пошто ти сега требаше да направиш еден тест помеѓу прва и втора група, како што е ова, микроциклус ствари, па уште една ваква табела меѓу втори трет микроциклус, па уште една ваква табела меѓу прв и трет микроциклус. Тоа го избегнува со новата. Јасно. И она после ако, на пример, еве, ако јавеше дека има, ако новата јавеше дека има статистички значајна разлика, тоа е оправдано е да правиме пост-хок тест или тоа се те тестови. Кои што се поразлични малку од обичнивите тестови, ама на пример у истражувањето не идеш понатаму за овие другиве и викаш не за овие не правам те тестови затоа што помеѓу трите групи едноставно нема статистички значајна разлика. Си го скратуваш времето на анализа. Така тоа е. И значи ова кој ќе го средиш, на крај дискусијата треба да се однесува на тоа што е правено у првиот микроциклус, тоа е најбитниот дел усвоен. Во целото истражување не дискусијата, него заклучокот е најбитниот дел. Што заклучуваме од ова? Заклучуваме дека акцелерација е различна вредноста. Зошто? Затоа што ако имам информација ќе кажеш во првиот микроциклус се работени вежби за поинтензивни, понеинтензивни, кои што правеле да има, како беше се, не ми текна помалци или поише имаше овде? Помалци имаше. Нели? Да. И на база на тоа можеш да направиш една така дискусија на тоа и да заклучиш и да кажеш, сега овде немаме многу статистички значајни разлики, ама може да заклучиме дека микроциклусите по интензитет од овие метрики се идентични. Значи, фудбалерите исто се однесувале. Тоа е супер, тоа е доволен заклучок. Али пак те враќам назад, ние трнавме со една грешка, намерно ја направив, пошто ќе ни одземеше време, не ви кажав што е сработено во микроциклусите. Ако ти знаеше што е сработено во микроциклусите, онда ќе можеш детално да го... Сега за втората семинарска ќе најдеме некоја тема со која што ќе знаеме што е правено, како е играно,
и слично, и ќе Јасно. може да направиме добра дискусија. Иначе, еве за твоја, ако сакаш, уште една табела да додадеш, направи процентуална разлика помеѓу овие варијабли од втор микроциклус и од трет микроциклус, да видиме у проценти дали се разликуваат. Многу Тоа едноставно. може го направам во SPSS. Не, бе, тоа го правиш тука, еве, ти го јас ќе ти го направам за секунда. Значи, Аха. взимаш средна вредност, ајде, кај се. Овој файл не ти треба, така? Ти го имаш. Не го така стои. Добро, ама ти си го имаш кај тебе, ја ова што ќе Да, мене ја го можам да цртам по него. Добро. Значи, еве ти сега вака го вадам distance, му викам distance, овде ќе ставам процент и сега ова секогаш ќе го проблем формулава. Значи, сакам да видам колку проценти е како се вика ова, пардон, ставам овде еднакво, гледаш формула. Да. Колку е кај ми е средна вредност? Аритметичка средина. Еве аритметичка средина. Делено на колку што треба да разберам ја во формули е нешто вака. И ова ми е коефициент, ама се ја ќе го направам да ми биде процент. Еве го процент стискам и овде ми вика 160%. И се ова поема нешто. Овде вика дека distance 3-4 во однос на овој distance овде е поголем за 160%. А зашо не го покажува статистички значања? Кој знае? Јас колку е разликава? Не е за 160. Да, уствари е. У метрија ова се. Че да видиме за... Гледај се, овде стискам, можам да повлечам навеле и ќе добијам за сите. Јасно. Гледаш? Да. Или можам, ако вратам назад, ако е пен голема долу е колона, тогаш црн крст, не бел, него црн крст, искам два пати. Еве го истото го добивам. Окей. Значи се е забрзано. Сега само ќе ми ја проверите формулава за процент дали сум во право или не. Дали е овака. Така да можеш да ставиш оваа табела и да кажеш дека гледај сега овде кажува дека генерално се вака ќе направиме уште едно ќе направиме. Да видиме дали ова вториот циклус е поголем од првиот циклус. Испадне дека не е, дека е помал. Да, гледаш, во првите две. Значи има намалување на вредностите. Сега ова може да се дискутира. Иако има намалување на вредностите за некој процент, сепак нема статистички значајна разлика. Арнолд може да констатираме дека total distance истрчале повеќе во вториот циклус. Ако ја земеме дистанцата 3-4-5, тогаш истрчале за 100% помалце во вториот циклус отколку во првиот циклус. Ама нема статистички значајна разлика. Иако 100 метра делува дека е многу, ама пошто е во просек на цела екипа и не е нешто многу. Јас акцелерации вика дека имаме повеќе, децелерации вика дека имаме повеќе вториот циклус. Така прво втор го стави, после прв, да. Сега ова на пример процентуално е супер табела за да ти видиш што е направено и на крај да кажеш да, овде има статистички значајна, сега карикирам, кај беше кај акцелерација, да, овде има статистички значајна разлика. И значи може да тврдиме дека акцелерациите се работеле на повише тренинзи кои што биле забрзувачки или тие тренинзи што сме ги давале влијаеле на акцелерации. Ама кај другите не може математички да докажеме иако има процентуална промена. Океј? Јасно, да. Еве ти како се прави истражување. Значи нити треба некој да тучи Excel, ништо не треба. Добро, професор, ама и доста работи не учив докако вежбах ова. Така се учи, никако дручи. Excel седнов и сам, немаше кој да ми каже. Значи до формули го доека, дојав 3 години помине. О мај гад. А сега па имаш формули овде, Excel е фантастичен. Фантастична алатка. Овде имаш да тримуваш. Не знам, да ги изведиш операции со текст, да го вади текстот. Текст автор, да му даваш нешто, не знам, еве ти запирка, заграда, па вака, па му затвараш, он ти го вади само ова, гледај што ми извади се. Гледаш, операционализација е фантастична, ги средуваш. И сите други формули.
Толку, јас имам толку. Индексот да го оставиш. Па ви го пуштив. Не, да го донесеш физички да го средам. Со се О, пријам. окей. Ваксија, чекай уште Чекай, ова да две-три исклучам прашања да- за семинарската. Ајде. Значи сега по структура. Треба ли да ставам и да објаснам у воведот што е дескриптивно, што е нормализација на податоци, што е Не. ТТС. Не, ништо. Кратко да објаснам. Па после тоа, Не треба. не? Не, бе, се знае. Ти доаѓаш кај човек што знае да чита, тој што не знае да чита, нека се врати у прво деление, нека научи што е ТТС, нормализација и тоа. Океј. Значи, мислам дека под глава 3 или 4 точка ми беше, значи, одам со задачи и објаснувам, значи, мислам, давам нормална дистрибуција, давам дескриптивна, давам ТТС и под 6 или 7 беше, значи, водим со дискусија и заклучок. ТТС и овие табели да ти одат во резултати. Please. Тоа може да бидат и иста глава, резултати и дискусија. Слободно стави ги иста глава, резултати и дискусија. Океј. Тие ќе ги ставиш во тука ќе ги ставиш табелите и за секоја табела ќе пишеш по нешто. Океј. Например, Значи, дека е нормално, дека не е нормално, дека стюнисот е толку, дека еве total distance може да се види стрчале. испод табела. Кај сакаш, табелата е Океј. усредина на Anyway, текст. значи тоа е под точка 3. Која беше, не знам, резултати и Тоа не е дискусија. битно како и да е, значи таму. Да. И на крај заклучок заклучуваме дека микроциклусите не се разликуваат. Што значи оптоварувањето не се разликува, а не се разликува затоа што најверојатно е задаван ист тренинг лоад или тренинг интензитет и волумен. Добро, кажуваме Тренинг. таму заедно ќе дефинираме тоа за да биде убаво. Не бе, тоа у две реченици ќе дефинираш, ти немаш да завршуваш, не прегледувам више ништо, ајде, колку дипломски Океј. напише тоа. Океј. И насловот не е дефиниран. Па, ај снајде се со наслов. Океј. Чекај може.